Господи Шетининска, како го оценувате овој самит на НАТО, кој што сега завршува, кој што според многумина и политички кругови и сериозен дел од земјите членки го сметаат, го оценуваат за клучен, можеби најважен по завршувањето на студената војна? Чувме многу коментари за очекувањето дека самитот треба да биде историски. Но тоа сме го чуле и порано. Она што е клучно е дека навистина се донесоа одлуки кои што ќе влијаат на случувањата во следните декади. И ова е буквално еден квантен скок за алијансата. Се менуваат приоритетите, се менува позицијата, се менуваат капацитетите кои што ги развиваме и буквално плановите кои што беа направени околу зголеменото трошење во делот на одбраната ќе направат од НАТО уште посилна воена алијанса. Значи целта беше посилна алијанса, поизбалансирана алијанса во која секој ќе придонесува подеднакво и алијанса која што со својата сила ќе спречи војна. Јасно дека барањето за зголемување на трошењето во одбраната дојде од другата страна на Атлантикот. Меѓутоа за тоа немаше голема подготвеност кај еден сериозен дел од земјите членки. Дали ова ги вади уште повеќе на површина можеби разликите кои што постоја во НАТО и како ова ќе ги удри помалите земји членки, вклучувајќи се како и Северна Македонија кои што немаат големи буџети за одбрана? Знаете како логиката на алијанса која што е по-фер значи дека секој треба да придонесува соодветно на својата големина како држава, но и својата големина како економија. Значи, никој не бара одредени држави да седат во место, а другите да направат чудо. Напротив, целта е сите полека, но со одреден план, да стигнат до така наречениот хашки план од 5%, кој всушност се состои од два дела. Едниот дел се 3,5% кои што се насочени точно на воените содржини, воените способности. Тоа што порано беше 2%. Значи сега тоа станува 3%. Со точно јасна слика или листа на тоа кои капацитети треба одредена држава да ги развие. И тука и големите ќе имаат амбициозна цел, оти 3,5% од голема економија е многу повеќе. Кога ќе чуете колкави милиарди тие ќе треба да даваат, ќе ви стане јасно дека товарот навистина сите подеднакво ќе го чувствуваат. Меѓутоа, стана јасно дека одбраната не е само тенкови, авиони и муниција. Туку дека за да имате сила да спречите војна, пошто тоа ни е посакуваното сценарио, мора да ја зголемувате вашата подготвеност, мора да работите на мобилност, воена мобилност, што значи и патишта, и мостови. Значи, може да ги имате сите трупи и сите тенкови и авиони, ако тие не можат да дојдат од едно на друго место во соодветен момент, се би паѓа во вода. Исто така, во овие 1,5% ќе се смета и парите кои што државите ќе ги дадат како можен во индустријата за да развијат шанса и нивната економија да произведува еден дел од овие капацитети. Значи, за да го зголемиме производството на воена опрема, кое што во принцип исто така е еден ограничувачки фактор. Сега во моментов, ако сите држави одеднаш ги најдат 5%, што нема да се случи преку ноќ, буквално ќе биде многу тешко да се обезбедат овие воени средства, воени потреби, затоа што продукцијата, производството нивно е ограничено. Се уште нема индустрија. И ова е сигналот кој што се праќа до индустријата, до земјите, да помогнат и да ја создадат таа индустријска база. А тоа создава нови работни места и нови шанси за оние држави кои што ќе се снајдат во таа ситуација и ќе бидат побрзи. Еден елемент кој што малку го спомнуваме, барем во нашата дебата, тоа е повикот да го направиме производството поиновативно. Значи да внесеме елементи на стартапи, на фирми кои што доаѓаат со нови, поиновативни решенија. И во тој случај сметаме дека сумите дури ќе бидат по-ефикасни, по-ниски, доколку не се трудиме да произведуваме старо оружје, туку направиме нешто ново, посовремено, подобро. Главна звезда на самитот очигледно беше новиот американски претседател Трамп. Дали Трамп и неговата администрација остануваат посветени на НАТО пред се на членот 5, напад врз земја, напад врз сите, затоа што изјавите кои што доаѓаа изминатите денови од Вашингтон беа во најмала рака нејасни?
Чувме сите претходни, како да кажам, прашања и дилеми кои што беа отворени. Овој самит стави точка на тие дилеми. Сите 32 сојузника се согласија и го истакнаа членот 5 како клучна точка. Напад на еден е напад на сите. Дилемите веќе не постојат. Јасно е дека Соединетите Американски држави се силно посветени и на НАТО. Како што кажа председателот, тие сакаат да ја видат оваа алијанса да продолжи да биде најмоćната воена алијанса во историјата на човештвото. И таа нивна решеност се гледа и во декларацијата на самитот. Ова беше самит навистина на многу силно единство и ситуација во која сите 32 сојузника навистина говореа со еден глас. Тоа ја испраќа пораката кон можните наши противници, дека оваа алијанса тогаш кога е тешко останува обединета и станува посилна. Дали алијансата зборува во еден глас во однос на Русија? Дали конечно американската администрација на Доналд Трамп разбра дека главна закана за стариот континент доаѓа од Русија, а просто видовме изјава од унгарскиот премиер кој што не смета дека Москва може да биде реалната закана за Европа. Декларацијата на самитот е многу јасна, дека сите сојузници, 32, се согласија дека Русија продолжува да биде главна закана за стабилноста на евроатланската област, заедно со тероризмот. Така што мислам дека наместо серија на изјави, доволно добро е да ја прочитаме декларацијата. Трансатлантското партнерство останува силно. Ова беше самит во кој покажавме што значи трансатлантското партнерство во акција. Значи не е само да зборуваме за трансатлантска солидарност или трансатлантската врска, туку со оваа декларација, со оваа согласност за многу амбициозна цел, која што не обединува, ја покажавме пораката дека оваа релација помеѓу Соединетите Американски држави, Канада и европските сојузници, тоа е она што не прави силни. И тоа е она што не само не поврзува, туку не прави да бидеме најмоćната воено-политичка алијанса. Успеавте ли да се видите со некој од македонската делегација? Да, со сите. Со сите ми беше задоволство што можевме да се видиме сите, иако темпото на самитот беше навистина големо.